Естраден потек, тоа е коментарот на ВМРО ДПМН за безмалку известната одлука на Алијанса за албанците да стане дел од парламентарното мнозинство и да влезе во владата на СДСМ, ДУИ и Алтернатива. Лидерот на опозицијата не очекува дека нешто драстично ќе се промени со приклучувањето на Алијанса во владата на премиерот Ковачевски. Јас со оваа нова коалиција ја повеќе поистоветувам со естрада, би рекол, политичка, во која што овие политичари кои што влегуваат во оваа естрадна владина коалиција имаат само исклучително една цел, а тоа е да задоволат неколкумина околу себе, да наместат уште неколку тендери за да можат да го плячкаат народот. Таму нема капацитет за реформа, затоа што јас такво нешто не видов изминативе 5,5 години откако СДСМ е влада, а камоли па да очекувам нешто во овие 10-11 месеци и да нема предвремени парламентарни избори. Иако Мицкоски како да најавува дека не очекува притисокот на ВМРО ДПМН за предвремени избори да даде резултат, сепак целосно не се откажува од иницијативата, аргументирајќи дека избори годинава се нужност за народот да избере политичари кои земјата ќе ја придвижат. Додека се чека финализирањето на влезот на Алијанса, веќе се зборува за нова прераспределба на министерските позиции и можноста ресорот правда да оди кај Алијанса. Најголем дел и од медиумите беше лиферувано дека Министерството за правда ќе биде едно од министерствата кое што ќе биде ставено на пазар 3, фигуративно кажано, дека ќе биде на берза во однос на одредени рокади или во однос на некакви замени на министерските места. Апсолутно, и јас како министер, меѓутоа и Министерството за правда, не сме оптоварени од ваквиот развој. Јас реков до последниот ден, додека сме во Министерството за правда, ќе дадеме својот максимум. Брзотаа промена на министри, не сум сигурен дека представува најдоброто решение. СДСМ и ДУИ се за зголемување на парламентарното мнозинство во пресрет на најавата за уставни измени за вметнување на бугарите во преамбулата. Но со можноста за влез на Алијанса не е среќна алтернатива, чии представници порачуваат дека не гледаат потреба од проширување на владеачката коалиција со нова партија. Актуелната влада има поддршка од 64 пратеници. Со се 8-те на Алијанса и под услов алтернатива да не излезе од коалицијата, тогаш се доаѓа до бројката од 72 пратеника. Но и во таква ситуација тоа би било 8 пратеници помалку од потребните 80 за иницирање и за окружување на постапката за уставни измени. Услов од кој зависи на тамошното напредување во процесот на евроинтеграција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.